имаше пред многу години, всушност се уште постои една амбуланта до нас. И за мене лично таа амбуланта беше символ на страв, или подобро кажам символ на одбивност. Поготово што имаше една, и са навратно таа, не знам дали е жива таа докторка, таа Забарка, иако е тука денеска, ќе ми прости што зборувам вака, али многу беше лоша. И сите некако деца ја знаевме лошата Забарка. И ја, бидејќи живеев на некои си 50 метри од таму, верувајте дека секој ден сакав да отидам таму, имав планови. Значи, ја како дете од, не знам, сам дете, обично Илија ги нарекува деца овие што се по 16-17 години, а тие не се деца, тие се големи, ама ја бев некој си 10-12 години. Јас секоја вечер планирав да ја запалам амбулантата. Не зна, само планирав, ќе купам кибрид, ќе купам упалјач, па како да не ме видат, па како да го направам тоа дело. И за мене лично тоа не беше нешто лошо. Мислам, беше лошо, ама сакав да се, да ја отстранам таа слика или тој момент во мојот живот кој што постојано ми зборуваше, постојано ми тежеше. И затоа постојат работи во нашите животи кои што ни сметаат. Дали го разбираме овој дел? Значи, ја не знам што е таа работа што тебе ти смета во твојот живот, и таа не неминовно мора да биде лоша работа, или подобро кажам, не потекнува од непријателот, од ѓаволот, или пак од овој свет. И ние имаме такви некои работи кои што едноставно ги сакаме да ги оттргнеме од нас, да ги отурнеме од нас, или пак дури да ги скратиме, затоа што ни смета, затоа што представуваат момент на судир. Едноставно е судир. И знаете, некогаш, јас верувам дека не само некогаш, ја верувам, наистина верувам во стихот, во Римјани 8 глава, 28 стих. Нели, јас верувам и во претходниот стих, и во 27 стих, верувам и во 9 глава, верувам во сите тие стихови. Но од секогаш овој стих и сум го сакал, но во исто време не сум го ни разбирал потполно. Бидејќи ја верувам дека без разбирањето на благодата не можеш да ја разбереш Божјата добрина целосно. Или подобро кажам, не можеш да почнеш да растеш во таа добрина. И овој стих од секогаш ми представувал како да кажам, убав, добар, ама во исто време и неразбирлив. Поготово ако во твојот живот, или подобро кажам, во животите на луѓето околу тебе, ако гледаш несоодветни работи за нивните животи, или подобро кажам, неубави нешта во нивните животи, или подобро кажам, лоши работи им се случуваат. А уште повеќе ако нешто слично ти се случува на тебе. И овој стих секогаш ќе ти биде контрадикторен или парадокс ќе ти биде. Ќе кажеш, како е можно да читаме дека самиот Павле, инспириран преку Светиот Дух, вели и сега знаеме. Видете, 8 глава, ја мислам дека 8 глава треба да се урами. Значи, 8 глава Римјаните треба секој од вас или секој од нас да ја урамиме и да си ја ставиме дали на врата, дали у ВЦ, дали до креветот, до таму, како иконче да си имаш. Да, на фрижидер, на два фрижидера, на две да ставиш од двете страни. И у замрзнивачот и у тоа другото. Затоа што ја мислам дека како што луѓето ја споредуваат 1 Коринтијани 13 глава, каде што се зборува за љубовта, нели, и тоа обично го цитираат на свадбите, а нема врска со свадба таа глава, ама ајде, ќе им простиме некако. Али ја мислам дека Римјани 8 глава, почнувајќи од првиот стих до последниот стих, е неверојатно утврдување и охрабрување и, како да кажам, искажано е Божиот начин како тој тебе те гледа, како тој функционира кон тебе, како тој самиот размислува за тебе. Почнувајќи од првиот стих, а сега за оние кои што се во Христос веќе не постои осуда. Од кого кон кого? Од самиот Бог кон нас кои што веруваме. Потоа продолжува 4 стих, во 15 стих, во 20, каде што зборува сега кој може нас да не извади од Божјата љубов и објаснува кој се не може да не извади од Божјата рака. Дали сте размислували некојаш ова? Кој се не може? И со други зборови Бог не остава никој друг кој што може да те извади тебе од неговата рака. Бидејќи самиот тој те зема и те стави во неговото царство.
Така да сега самиот Бог самиот Бог не се ни става во позиција да вели, знаеш што, ако правиш проблем, ја ќе те изфрлам. Дали го разбираме тој дел? Значи Бог Павле ги цитира или ги објаснува сите работи кои што не можат да не спречат или да не извадат од Божјото присуство, а самиот Бог вика, ниту ја можам да го направам тоа. Зошто? Бидејќи вели, јас те земав од темнината. Колошјани 1 глава, кај што вели дека сега Бог, таткото, не извади од владењето на темнината и не префрли во царството на неговиот сакан син. Многу интересно, самиот Бог нема намисла, нема мисла во него која што ќе може да те земе тебе и да те извади од него. И затоа 8 глава Римјани треба си ја урамите, да си ја испринтате и да си ја читате секој ден. Затоа што е прекрасно послание, подобро кажал, дури како цело послание кон тебе. Читај го дома. И затоа дека овој вели 8 глава 28 стих вели и вика и знаеме дека се содействува за доброто на оние кои го љубат Бог, на оние кои што се повикани по неговите намери. И сега, ако ти седиш тука и ако ти слушаш, ти што слушаш, и го читаме овој стих и велиме, знаеш што, со таква увереност, и знаеш што, и се содействува за моето добро, бидејќи јас го љубам Бог. За другите не знам, ама јас знам дека го љубам Бог. А во истовремено наоѓаш во твојот живот препрека, нешто што те спречува, нешто што те боде, нешто што те боцка, нешто што не ти дава, не ти ја руши увереноста дека можеш да продолжиш и следниот момент да му веруваш на твојот Бог. И најверојатно сите од нас имаме некогов си, можеби помала форма, можеби поголема форма, можеби по различен начин, кој што нешто не притиска, нешто ни прави обструкции. И си кажеш, како е, Зоран, можно овој стих да е валиден и за мене? Бидејќи го читам стихот, ама види што ми се случува. Го разбирам дека Павле сака да не охрабри, ама види го мојот момент. Нешто е против мене. Нешто е против мојата личност. Интересно е што дека ако застанеш и да ги ставиш двете работи на вага. Ја би ти препорачал следново. Дури вака да размислуваш, како што сега го пишав. Ја би рекол, ајде остави ги двете нешта, остави ги овие и стихот и твојот проблем. И ако можеш за момент да истапиш од твојата позиција, од твоето гледиште и да ме послушаш како јас би ти дал совет како да ги гледаш нештата. Може? Бидејќи збориме за дисциплина денеска. Дали знаете кој е намерата на зборот дисциплина? Или од кај доаѓа, или кој друг збор е сличен на него, на англиски, не е на македонски? Најблискиот сличен збор е disciple, што значи ученик. Всушност, дисциплина е поучување. И единствен кој што може да биде поучен е некој кој што е ученик. Другите луѓе немаат можност да бидат коригирани или поучени. И затоа верувам дека благодата единствено или најблиско или најдобро може да дисциплинира единствениот кој што е ученик. И затоа Исус нели кажа, не им кажа на апостолите, идете и нека се спасуваат луѓето. Затоа што им кажа Исус, идете и правете ученици. Зашто им го кажа тоа? Затоа што Исус беше примерот, тој ги поучуваше, значи најпрво тој беше самата дисциплина. Дали го разбираме тој дел? Ние секогаш го нарекуваме Исус беше учителот. Точно. Бидејќи ние велиме дека Исус беше полн со благодат. И ние секогаш го размислуваме тоа некако Исус беше мирен, мек, па ги оставаше да прават што сакаат. Не е точно. Ако земете да читате сите случки со учениците или со апостолите, знаете колку пати ги коригира, знаете колку пати ги дисциплинира. Дури на еден момент и вика, што барате бе вие тука со мене? Ајде да си одите и вие.
И што е нивниот одговор? Замислете, ја така да направам некој од вас. Ќе ми се делјутите одма. Ќе кажеш, ја оваа црква више не доаѓам. А тоа што не више, не види што ми направи човекот. Само мала корекција ти направам. Мала дисциплина, ако ме наљутиш. И ти одма ќе избегаш. И знаете што Исус им вика, значи зборот што го потребува, изразот на грчки што Исус го потребува е навистина rebukive, како е на македонски, како навистина ги запрепастува. Значи, една цела група заминува, Исус им се врти на тие кои што постојано беа со Него, кои што оставија се за Него и вика, што сакате и вие од мене? Ајде да се одите и вие од мене. И они викаат, знаете што е нивниот одговор? Каде додиме, Исусе? Каде? Затоа што во Тебе се зборовите на животот. Они ја препознале благодата и знаеле дека еве го сега тој кој што ја има цела дисциплина во него. Еве го тој кој што има благодата и ако него не го слушаме, ние нема да знаеме како да го живееме животот. Затоа што единствено благодата кога те дисциплинира, можеш да го живееш овој живот правилно или потполно или пак да кажам исполнето. Дали знаете колку луѓе, или ајде да кажам вие, со колку луѓе се среќавате секојдневно? Некој ќе каже јас се среќавам со 100 луѓе, некој ќе каже јас се среќавам со 1000 луѓе. И знаете што е страшното во себе ова? Што сите размислуваат дека живеат. Сите мислат бидејќи нели не се у гроб, не се у ковчег, и кажат жив сум бе, како не сум жив? Жив сум. А ти ги гледаш од страна и викаш, абе ти мрдаш. Ама дали тоа што го правиш се нарекува живот, тоа е знак прашалник. Дали го разбираме овој дел? Јас за мнозина ги сакам, ги почитувам, ги среќавам, но многу често не ги гледам дека го живеат животот. Они само мрдаат, преживуваат. Полнат стомачето, полнат умот, со многу мисли да можат некако да заспиат. Па ако ќе станат сабале, пак истиот процес. Тоа не е живот. Затоа што Исус кажа, јас дојдов да ви дам живот, живот во изобилие. Сам дека Јован 10:10. И знаете што е интересно? Што единствен човек, или единствен начин да човек навистина го вкуси животот, е да ја вкуси благодата. А единствен начин да управува со животот што му е даден, е да биде дисциплиниран, или подобро кажам, коригиран во насоката во која што ја заземал. И затоа дисциплината не е нешто страшно. Тоа не е нешто ужасно. Бидејќи, знаете, пишува таму во Тимотеј дека ќе дојде време кога луѓето ќе оладат. Ќе дојде време кога луѓето нема да слушаат. Јас го читам тој стих и викам, па ова било пред 2000 години, пред 1900, пред 1700 години, пред 1500, пред 500 и денеска. И најверојатно ќе продолжи. За жал. Така да ништо страшно во тој стих. Не чекаме ние сите да оладат денеска. Него веќе знаеме, луѓето кои што не го познаваат Христос, луѓето кои што не ја познаваат благодата, не знаат да го живеат животот. Они сакаат, ама не знаат. Тоа е целата тајна. Така да, затоа јас ги охрабрам луѓето, не ги судете луѓето кои што не го познаваат Христос. Тој сака да биде подобар. Тој сака да се самоподобри, ама не знае, не може. Знаете, се среќавам со многу луѓе кои што употребуваат разни методи. Едни викаат, јас ќе користам јога и ќе се само подобрам, само за да после, не знам, некое време, пак избувне човекот и пак направи некоја глупост. Некој ќе каже, јас ќе медитирам, ќе дишам длабоко и ќе пробувам се и се што. И само за да после некој време го видите истиот тој човек, кој што се надеваше во оваа метода, повторно да падне во своите обиди да се само подобри или пак да биде подобра личност. А верувате дека нема човек кој што не сака да му биде добро во животот. И затоа и Павле намерно го цитира тој стих или тој дел, кај што вика и се содействува за што? За доброто на оние кои што го љубат Бог. Се содействува. Така да постојат работи кои што не се од ѓаволот пратени во твојот живот. Иако наликуваат на такви, иако личат на некоја провокација, најверојатно е Светиот Дух прави, подготвува терен да те коригира за да можеш да научиш како да живееш.
за да можеш да го уживаш ова нешто што се вика живот. Ја не знам како е за вас, но од кога јас го разбрав делот на Јаков 1:17, Јаков 1:17 вели дека секој добар и совршен дар доаѓа од таткото на светлините, во кој што нема сенка на промена, каде што јас го класифицирам тој дар и таа добра работа е животот. Самиот живот е дар даден за тебе. Ја не знам како ти го гледаш животот. И те молам, не гледај на околностите, бидејќи околностите и животот се две различни работи. Затоа што некој може да во сите околности околу него, кај што има и бура, како пеевме, и покрај бура, и покрај се, и ако се тресе земјата, ти ни даваш што? Ни даваш мир внатре во нас. Знаете, ќе ви кажам една сторија. Малку е подолга, ама ќе имате трпение. Се враќав некаде од Лондон и се враќаме назад. Обичен ден, супер ден, до мене седи еден пастор, заедно патувавме, бевме на нека конференција за молитва. И слетуваме долу, слетуваме во Софија. И слетуваме во Софија, значи пистата ја гледаме доле. Ја му викам, го гледаш Макдоналдс? Сега си планирав што ќе си купам. Знаете, веќе го вкусував, ја чувствував аромата на тоа, не знам што беше, кафе или нешто, да, милкшейк, не знам што беше. И си викам, а тој вика, не, ја ќе купам следново. И сега ние, си планираме што ќе направиме, бидејќи знаеме дека ќе земе, за 10 минути ние сме таму. Го гледаме, ја гледаме продавницата. Во тој момент, како што се беше окей, се беше најнормално, како што летавме, веќе се спуштаме, 1 минута да допреме до пистата. Нешто во самиот воздух го удри авионот на таков начин, што јас мислев дека авионот е направен од хартија. Некој силен ветар го удри авионот само отиде лево. И почна сите да врискаат, бидејќи мислеа готово е. Денеска заврши нашиот живот. И ако што почна да врискаат, ја почна да се смеам. Ха. Викам, ова е интересно. Ова е интересно. И долга приказна, авионот не кеше да слета во Софија, отиде во Букурешт. И застанавме во Букурешт, бидејќи близко е тука одма. И се спуштивме во Букурешт и сега пилотот вика, слушајте луѓе, ова се случи, но еве, сега чекам рапорт од централата и се враќаме за пола сат. И сите се јавуваат, доаѓаме за пола сат. После 15 минути пилотот вика, не идам таму, многу силни ветрови. Што се случи? Пилотот вика, ќе ве носам пак у Лондон назад. Викам, како бе, само што стигнавме пак назад у Лондон. Преспавме таму вечерта, сабајлето со истата компанија, друг пилот. Истите луѓе. Истите луѓе. Значи ги познам фаците и хаудеме, гледа, се спасивме вчера, добро е. Беа пола бугари, пола православни. И пак слетуваме и верувајте на истото место. Значи ова е неверојатно. На истото место во самиот воздух. Сега не знам што планиравме, најверојатно планиравме и сега ќе си одиме побрзо дома да стигнеме. На истото место, во истиот момент, нешто го удира авионот како од хартија, повторно лета вака на страна. Сега, сите почнаа да врискаат, да плачат и да викаат, готови сме, умираме! Знаете што реков? Луѓе, никој нема да погине, јас сум на авионов. Јас сум тука. Значи, и му викам, а тој до мене што беше пасторот, почна вика, Зоран, што да правиме? Викам, слушај, заради мене, сите ќе бидат окей. Но, може, малку беше драматично, многу сум читал Библија, со Павле, која вика, на бродот, која вика, никој нема да погине, ама нешто во мене извика, никој нема да настрада денеска, бидејќи јас сум тука и мирот Божи е во мене, и животот Божи е во мене, и животот е поселен од смртта. Но сите почна да врискаат, да пискаат. Ја почна да се смеам, да се радувам, бидејќи сега ќе видам дека сега ќе се уверам колку ствари јас имам доверба во мојот Бог. Или колку се плашам, или колку не се плашам. Повторно пилотот отиде нагоре, на овој пат почна да врти кругови и на крај се спуштивме. И сега, што е поуката од се во ова? Значи, можно е да имате страшни случувања околу вашиот живот. Но немојте, ве молам, да го нарекувате страдањето, или подобро кажам, околностите, да ги мешате секогаш со дарот што се нарекува живот. Немојте.
Затоа што тогаш ќе изгубите смислата на овој стих. Тогаш нема да го разберете Бог во својата основа, во својот, како да кажем, во својата длабочина. И тогаш ќе ви се измешаат работите. И тогаш се што ќе дојде против вас, вие ќе наречете, или ќе ја речете ова е ѓаволот, или пак знаете што ќе кажете? Еве Бог ме дисциплинира. И тука после некој време ќе почне да ви се мешаат и ѓаволот и Бог, и ѓаволот и Бог, и веќе нема да знаете кој е кој. А Бог вели дека се содействува за доброто на оние кои што го љубат Бог. Тоа значи дека Бог ќе испрати луѓе да бидат дел од твојот живот, но не да страдаш, не за да страдаш, него да те научи како ти сега тој живот што ти е даден да го живееш, да го вкусиш и да им го пренесуваш и на нив. Дали го разбираме овој дел? Така да не се плаши од сите неугодности во животот. Не се плаши од сите спротивставување во животот, бидејќи носат дисциплина од оној кој ја започна дисциплината. Кој ја започна дисциплината? Христос. Како? Преку благодата. Бидејќи благодата нема да те остави тебе и мене да го живееме овој христијански живот кој што е полн со благодат како што ние сакаме. Тоа да си знаете. Значи некој ми збореше: Зоран, вие им проповедате на луѓето за благодат, па вие ги терате луѓето да грешат. Викам, дали ти некогаш си слушнал што ние проповедаме и дали во сите тие проповеди си нашол еднаш или пак нешто што личи дури, не мора да сум го кажал, да сме го кажале, него нешто слично на тоа идете и грешете. Идете и правите глупости. Значи, никогаш такво нешто не сме кажале. Зашто? А тоа што знаеме дека благодата сака да не дисциплинира, да го живееме овој живот на учеништво, каде што растеме во сите аспекти, во сите начини на движење, на размислување, на зборување, за да станеме слични на кого? На учителот. Затоа што самиот тој е дисциплината. Самиот тој е полн со благодат. И затоа благодата може би и ќе те дисциплинира, но не со цел да те казни, него да те оправи, што викаме ние, да те исправи. Всушност во грчкиот, во Новиот Завет имате 3 и понекогаш има еден изолиран стих, кој што, кажам 4 грчки зборови кои што зборуваат за дисциплина. Интересно е што некои од нив се многу обични зборови кои што се употребуваат во секојдневието, нели, каде што, например, во Ефешани, каде што зборува: татковци, немојте да ги иритирате вашите деца, туку покажете им пример и воспитувајте ги и коригирајте ги. Всушност, тука зборот дисциплина опишува момент каде што навистина ги спречуваш во нештата што ги прават, но со голема љубов. Како да кажем, наоѓаш начини како тоа да го правиш. Сега, например, ако некој од тука отиде некаде на друго место, Скандинавија, и го прави истиот начин што го прави тука, нели, отиди у затвор. Ќе ти уопсат, значи првата шлаканица ти идеш у затвор. Готов си. И ти ќе кажеш: ама ова е мојот начин на коригирање на детето. Они ќе кажат: ама не е нашиот. Разбираме? Тука ќе игра стапот, ама таму не може. Сакам да кажем, има различни начини. И интересно е што самата корекција или дисциплина не означува и казна. Личи на казна, ама не мора да биде казна, како што ние велиме дека Бог не казнува, него Бог само не донесува до момент каде што треба да сватиме и да разбереме. Всушност, грчкиот израз дека што се користи е, ако може да го преведеме така, е да му се даде чест на некому кој што не заслужува, но сепак му е доделена. Со други зборови, ако некој тебе те коригира, или ако се почувствуваш коригиран или дисциплиниран од некаква си проповед, тогаш не дека Светиот Дух те, како да кажам, ти вика: ти прост човеку, како ти можеш вака да размислуваш, него ти вели: ти си повикан да имаш чест во твојот живот, ти си повикан да бидеш благородна душа или благороден човек. И затоа сега ти го донесувам овој момент за да можеш да можам да те издигнам на тоа ниво, за да живееш како таков. Дали го разбираме овој дел? Така да не станува збор дека Бог нас не казнува, него станува збор дека Бог навистина делува
за нашето добро во секоја една дадена ситуација. Амин. Така да многу е битно да разбереме дека дисциплината во нашите животи не е да не уназади, него е да не донесе нанапред. Например, ајде идеме во неколку стихови. Од каде сакате да почнеме? Од Стар Завет или од Нов Завет? Од Стар Завет. Ајде идеме, читате изреки. Иде во изреки. Тука има мноштво на стихови, мноштво на стихови каде што се зборува за дисциплина. Дури на самиот почеток, каде читаме изреки прва глава, например. Прва глава, 3 стих. Па ќе одиме после во 12 глава, па во 13 може да одиме. Видите што вика, ајде втори стих, вика, за да се познае мудроста и поуката, да се разберат изреките на разумот, да се усвојат правилата на благоразумието, правосудието, судот и правината. И видите што вика четврти стих, да им се даде на простите разумност, а на младите знаење и расудување. Значи, еве го Соломон, еден од најмудрите луѓе, кој што во тоа време постоел. Бидејќи видите, во Стариот Завет Бог ја даваше мудроста на одредени луѓе во одредени количини. Океј? Во Новиот Завет мудроста не се дава. Мудроста е веќе добиена и живее во тебе. Преку кого? Преку Христос, Божјата мудрост. Така да, ако ти фали мудрост, не дека ја немаш, туку побараја внатре во тебе или побараја околу тебе и ќе видиш колку многу ја има. Амен. Додека еве го Соломон имал неограничен пристап кон оваа благодат. Имал неограничен пристап. За негово време, за таков човек, ова е неверојатна благодат. Значи, тој е единствениот во историјата кој што во својот живот, како една личност, добива неограничен пристап во оваа мудрост. И видите колку црпи тој од таа мудрост. Изреки цела глава. Неговата книга Соломон. Значи, тоа е неверојатна, дури денеска се прават толку многу проповеди. Дури имате луѓе кои што не се христијани, кои што не се верници, ги користат неговите мудрости. Всушност, ако пролистате, ако идете низ сите тие изреки што денеска ги имаме во Македонија, во целиот Балкан, во целиот свет, ја породно се расправав со некои луѓе и ќе кажеше, види колку сме мудри ние луѓето, и ќе каже нешто, па тоа е од Библијата. Како не е? И му отворам, еве го тука е. После ќе каже, ама Петре, не знам кои се тие писатели македонски, некој кажал нешто многу паметно, нешто многу мудро. И вели, што е сега со овој човек? Овој човек не верувал во Бог. Викам, исто во ова го пише во Библијата. Така да, сите тие мудрости што ги наоѓаме денеска, сите тие изрази, всушност, се наоѓаат во изреките, се наоѓаат во Библијата заради Соломон. И овдека Соломон зборува за неверојатни, иди во, например, 12 глава, први стих, каде што сите инструкции, сите дисциплини се не само да те казнат, него да те направат да живееш тој вистински живот. И вика, која сака поуката, вдека на еврејски, кој го сака поучувањето или да кажам корекцијата, вели, го сака знаењето, а кој го мрази, малку е чуден зборов преведен, изобличувањето неразумене. Всушност, на еврејски знаете што вели? Сака да ви кажам што вели на еврејски. Вели вака, оној кој што ја сака дисциплината, го сака знаењето, а оној кој што ја мрази дисциплината е будала. Ја не го напишав така. Идете, читете. Всушност, ова е само блага форма. Нема разум. Нема разум. Не може да размислува. Не може да ги сваќа работите, не може да се однесува правилно. Не знае како да го живее животот. Така да човек кој што не сака корекција, тој човек не сака да го живее животот. Дали го разбираме овој дел? И денеска нели сите зборуваат правдина, да има за мене правда, мојот глас. Всушност, знаете што сакаат луѓето? Да нема корекција. А мудроста вика, човек кој што не сака корекција, тој не го користи својот разум. Ако не го користиш својот разум, не знаеш како да го живееш животот. Бидејќи мораш разумно да ги гледаш нештата. Така да,
да се вкуси благодата и да се живее преку таа благодат е да се живее во полнотата на животот. Само на таков начин можеш да растеш во твојот живот. Или да кажам, во дарот што ти е даден на тебе, што го нарекуваш живот. Да не е многу тешко да ви звучат овие зборови, или некако ми чутите денеска, поспани сте ми, да не ви е многу низок притисокот. Ајдеме во... тука има уште многу стихови во изреки, можеме да одиме на други места, 18 глава, ама ќе оставиме тоа за друг пат. Само сакам да ви начнам што све следува за оние кои што веруваат. Ај ќе одиме во 2 Тимотеј. Мислам дека е 2 Тимотеј. 2 Тимотеј, мислам дека е 2 глава. 2 глава, 4 стих некаде. Не е 4. Идеме, извини, се замислив некаде. Иди до... и биди добар пример, да. Окей, иди 14, да. Окей. Видите, дека Павле му вика на Тимотеј. Вели, напомнува им ги овие работи, наложи им ги сериозно пред Бог, да не се препират околу зборови, што е неполезно и што конводи пропаст на слушателите. И са 15 стих вели вака, труди се. Значи, мерката што ти е дадена на тебе, не е само ти да лепдиш некаде како христијанин, него постои момент каде што се поставуваш во таа позиција, ти одлучуваш да бидеш ваков човек, одлучуваш да бидеш пример за другите луѓе, а не дека случајно ти ќе се направиш да бидеш пример. Знаете што е страшното за луѓе кои што доаѓаат во црква 20 години, или за некои луѓе, кои што мислат дека самото доаѓање на црквата ќе ги направи да бидат подобри луѓе. Мене една фраза највеќе што ми смета, уште порано ми сметала, ама сега ми смета уште повеќе, а тоа е дека црквата е болница за болни луѓе. За болни христијани. Ја не можам тоа никако да го прифатам. А тоа што Исус направи исцеление, Исус донесе решение, Исус донесе начин како да тие болни луѓе бидат здрави. Океј? Така да самата помисла дека само да сиде во црква ти ќе се оправиш некако, што јас верувам дека има свој ефект. Некои луѓе можеби прв пат дошле овдека, дошле во црква и кажат, леле колку добро се чувствувам, колку е прекрасно овдека. Додека за некој каже, па добре, добри се луѓе, ама нешто зборуваат, не ги разбирам што зборуваат. Така да самото тоа, само да се доаѓа на служби, да се биде редовен, не те менува. Или подобро кажам, не е единственото нешто за кое што треба да го направиш. Дека вели Павле вика, но потруди се, постави се во позиција ти да бидеш пример за се. Дури кога не сакаш, дури кога ти сметаат луѓето. Сеќавате што рековме на почетокот? Имате луѓе кои што доаѓаат околу вас и вие се молите во името на Исус нека си одат од мене. И не ти се исполнува молитвата. И ти ако го прашаш Свети да кажеш, Свети Дуче, зашто не ми одговараш молитвава? Затоа што ја ти ги пратив. И некогаш ние се молиме против некои луѓе да си одат во името на Исус. И тие не си одат. Всушност тие стануваат уште поголем дел од нашиот живот. И ние си викаме, што е работа сега со Господ, што ми прави? Те дисциплинира. И затоа вика 15 стих, труди се да се покаже себе си проверен пред Бога како работник, кој не треба да се срами, кој треба правилно да го образложува словото на вистината. И потоа дури објаснува во целата оваа глава, му зборува на Павле му зборува на Тимотеј, ама биди пример во се, во говор, во разбирање, во животот, во однесувањето, биди пример во сите нешта. И потоа му дава инструкции и потоа ти истиот, имајќи го сега овој, бивајќи пример, можеш да ги коригираш или пак можеш да ги дисциплинираш оние кои што те слушаат. Читајте ја цела оваа глава. Ќе видите Павле како одеднаш да зазема став и му вика на Тимотеј, Тимотеј, биди силен, биди цврст, биди пример. Живеј го животот како што треба. И заради тоа ќе можеш да донесуваш корекција и дисциплина во животите на другите луѓе. Но ако Тимотеј не го живеел тој начин на живот, кого може он да коригира? Ако тој самиот живее како таков, не може да коригира никого. Знаете, дисциплината е прекрасна работа. Јас верувам дека иди во
Иди во Евреи 12 глава. Мислам дека од 10-11 стих. Дисциплината е прекрасна работа, ако ја прифатиш. Знаете за кого е дисциплината? Не е за секого. За понизните. Само понизен човек може да се нафати да биде дисциплиниран. Горделивите, многу тешко. Они ќе сватат можеби после година, две, можеби после некојаш после 20 години. Вие баш зборував со еден човек и вели: Зоран, требаше да те послушам. И знаете, во истиот момент чувствуваш како требаше. Ама во истиот момент си кажеш, го жалиш човекот. Зошто? Бидејќи требало да послуша стварно. И знаете, кога промашувањето на еден човек, брат, сестра, човек од црква, ќе ви представува бреме, тек само тогаш ќе можете да разберете дека всушност сте кажале нешто мудро и дека сте го сакале најдоброто за нив. А ако се радуваш на нивниот неуспех, тогаш ти си многу незрел христијанин. И мислам дека 10-11 стих. Имено, тие не казнуваа за кратко, зборувајќи за татковците дека на земјата. И вика, како што смета дека е најдобро, а тој не казнува, всушност овој грчкиот збор не го казнува, него не коригира, не дисциплинира, не воведува на еден по-мудар начин или повисок начин. И вели, за наша полза, за да станеме учесници во неговата светост. 11 стих, навистина, секоја корекција во сегашноста не изгледа дека е за радост, туку за жалост, но подоцна им донесува мирен плод на праведноста на оние кои што се обучувале преку нејзе. Корекцијата или дисциплината не изгледа, така изгледа како лоша да е, како неубава да е. И затоа имате толку, вие што имате тинеџери, затоа тие толку се бунат. Цело време се бунат нешто. Цело време нешто не им одговара тоа. Наверојатно и ние сме биле такви, не знам. Полоши, добро. И не изгледа дека е добра таа дисциплина, но вели подоцна. Може би после 5 години, после 10 години, и кажеш ли, Господи, навистина, фала ти што можев да го поминам тој период. И го поминав со Твоја помош, и го поминав со Твоја сила. И види сега колку сум порадосен, или подобро кажам, повеќе имам доверба во Тебе. Така да дисциплината не е ни толку лоша, како што некои луѓе замислува. Затоа што донесува плод на праведност. Донесува плод кој што потоа луѓето ќе зимаат од Тебе. И затоа ќе те нарекуваат после, ќе те нарекуваат духовен татко, духовна мајка, духовен човек. Ете, јас верувам дека сите вие или сите ние заедно, нашата цел не е да станеме, видете, нашата цел не е да станеме најдобрите проповедници. Нашата цел не е, ќе кажам вака, целта на таткото не е да ти станеш најдобриот апостол. Иако тоа си има свој дел. Целта на таткото не е ти да станеш најдобриот пророк, да пророкуваш на сите луѓе. Ја сега бев пред некој ден, пред некоја недела бев во Софија бев, во Бугарија. И не знам што ми требаше. Ја кажав, има ли тука некој кој што сака ја да му зборувам, да му пророкувам и да се молам за вас? 200 луѓе стана. 200 луѓе редица се направи. Нико беше со мене, кога ги види, нико си отиде. Вика, затоа јас си одам. Затоа што требаше да седи 5 сата, 5 часа. 5 часа. Седев и им зборував на луѓето. 5 сата. И не се заморив. Ми беше интересно, ми беше убаво. Но целта на таткото не е да те направи тебе најдобриот пророк или најискусниот пророк. Целта на таткото не е тебе те направи најдобриот евангелизатор. Да ги каже, да идеме надвор да евангелизираме. Види колку има неспасени луѓе. Целта на таткото не е да те направи најдобриот учител. Иако сите ти се восхитуваат, леле, каква мудрост. Леле, колку знаење. И целта на таткото не е да те направи најдобар пастор. За да може да луѓето викаат пастор. Јас се сретнав со некои луѓе што ги нема видено 30 години. 30 години. Беше 30 години од полуматура. Не ги ни познав луѓето, ги гледам вака и кам, чекај, ја мора пророчскиот дар да го потребам за да те познам кој си. И кој им кажав, викаат, Зоран, ти што работиш? И се викам, сега, како да им објаснам што работам јас сега. И викам,
и без многу објаснување викам, јас сум пастор на црква. Што си? И првин порад да им објасниш што е тоа првин, па за да им објасниш што правиш после. И па како рече ти тоа така? Па ти не беше религиозна личност, па не бев. Па ти беше многу лош човек, па бев. Па ти сите ги тепаш, ги тепав, ама сега не. И тоа беше за нив како чудесно, како е можно ова да се случи? Можно е. Се случува. И веќе е случено. Но целта не е да ме направи мене најдобриот во нешто, затоа што е целта за тебе и за мене. Верувате, ова може да биде најдоброто нешто што ќе ослушнете денеска. Покрај сите зборови што ги кажам. Целта на таткото за твојот живот, независно дали си машко или женско, или дете или постар човек, е да те направи да бидеш добар и совршен духовен татко и мајка. Тоа е целта на таткото. Така да, се што правиш во твојот живот, ако си добар сликар, пејач, музичар, работник, заварувач, не знам што, значи целта на таткото е тебе да те воспита, да те дисциплинира на таков начин да еден ден ти луѓето те нарекуваат и кажат ти си ми сега мојот духовен татко. Ти си ми мојата духовна мајка. Вие сте моите духовни родители. Тоа е најголемата и највисоката форма која што Бог таткото сака да донесе во твојот живот. И нема никој што да го заборавиш. Нема да го заборавиш тоа. Бидејќи се друго ќе се менува. Се ќе биде подложно на промена. Може би сега луѓето ме нарекуваат пастор, може би после некоја година нема да ме нарекуваат тоа. Може би ќе правам нешто друго. Треба да жалам што веќе не ме нарекуваат пастор? Не. Треба да се воспитувам или да бидам воспитан од мојот небесен татко. Самиот Исус вели се што правам е затоа што го гледам и го слушам мојот татко на небото, тоа што он го прави. За Исус најголем пример во неговиот живот беше таткото. И ако за Исус беше најголемиот пример, што мислиш, дали за тебе и за мене нема да биде тој најголемиот пример? Целта во твојот живот е да бидеш човек кој што луѓето ќе го нарекуваат, ќе го ославуваат и ќе приоѓаат кон тебе и ќе кажат духовен татко, духовна мајка, духовни родители. Тоа е највисоката форма, немој да ја заборавиш. Така да, се што се случува во твојот живот е да бидеш таков. Човек кој што е способен дури да коригира други луѓе, да ги дисциплинира. А верувате дека ако си духовен татко или мајка, луѓето ќе сакаат вашата дисциплина. Они не сакаат кога вие ќе им кажувате лоши зборови. Јас се сеќавам кога живеевме во Северна Ирска. Имаше луѓе кои што стоеа на, како да кажем, во сред парк на нешто повисочко и со Библијата во рака и се дереа. Покајте се, кидете во пекол. Јас седам таму на клупа и го слушам човекот. Го слушам, бидејќи ја гледам неговата ревност. И потоа, дали него го прашавме или некој кажав, колку луѓе си имат спасено од ваков начин на укажување, не знаеме. Ама него, тие што ги знаете, колку има? Нема. Затоа што никој не сака да биде коригиран од лош татко. Никој. Али секој кој што е коригиран или дисциплиниран од добар татко, тој ја прифаќа таа корекција и вели коригирај ме, дисциплинирај ме, сакам да растам. Сакам да бидам сличен на кого? На тебе. Сакам да бидам јас духовен татко тука на земјата. Сакам јас да бидам духовна мајка тука на земјата. Амен. Така да нема ништо лошо во таа дисциплина и верувате благодата ќе го направи своето. Затоа словото толку јасно вели дека Бог им се спротивставува на горделивите, но на понизните им дава благодат. Благодат за што? Да бидат духовни татковци и мајки. Да бидат духовни родители, да бидат пример за човек околу вас. Амен. Некако денеска сте ми, некако сте ми Јас верувам дека сите поминуваме низ одредени ситуации, повторно ќе кажам, во нашите животи. Но верувајте, Бог е активен во твојот живот. Бог е активен во твојот живот. Ајде ми ќе кажам овој пример и тука негде ќе завршиме.
Долги години проповедав, долги години поучував, долги години го терав тој дел на ревност или на љубов кон Бог. И еден ден сонував еден сон. Во овој сон се наоѓам во мојата соба на небото. И во мојата соба беше многу долга. Може би стотици метри, натаму стотици метри, наваму, едноставно многу долга соба. И во тој сон се појавија пет молери. Молери ги гледам ангели се, ама молери. Викам, неле, прв пат у живот гледам ангели молери. И доаѓаат со четки облечени, насмејани, со капи, со канти доаѓаат и влегуваат во мојата соба и ги остават кантите на земја и велат, Зоран, ние дојдовме да фарбаме кај тебе. Супер, викам. Викам, без пари све ќе ти биде ова. Нели, секој сме загрижени колку ќе кошта се ова. И вика, се ќе ти направиме, ќе ти уредиме, имаме и боја купено, така да наш избор е бојата. Леле, викам, супер, чим се ангели, сигурно знаат што прават. Ние еднаш се вселивме во куќата кај што живеевме и дојде еден молер, тој беше пијан секој ден, ама молер, и ние му викаме сега, земавме од листови, од магазини, земавме бои, се, и му покажуваме, ваква сакаме. О, вика, вие сакате жолта боја, банана боја. Не, банана боја. И се убедувавме со сати. И моравме да го контролираме зашто ќе си го направише по негово. Кој зашто ќе испаднеше таму? Детска градинка нешто ќе испаднеше. Џунгла. И ги гледам ангеливе и ми викаат, ние све ќе сфарбаме, не се секире ништо. Јас се седам на страна и почнувам едниот да фарбам. И го фарба едниот зид. Викам, добра е зеленава боја. Супер е. Другиот почна да фарба, пак ми фарба зелена боја. Си викам, може ќе смени нешто третиот. Третиот фарба, пак зелена боја ми фарба некоја. Ја викам, станав, викам, луѓе, што правите бе? Многу зелено ова работа. Што правите со мојава соба? Знаете што ми каже еден од ангелите? Вели вака, Зоран, сега ти не разбираш што правиме ние. Но еден ден, многу брзо ќе сватиш. Сега не разбираш што се случува со тебе, но уште малце и ќе разбереш. Тоа беа почетоците на откровението за благодата. Они беа пратени од Бог да ја сменат бојата, или да кажам, да го сменат амбиентот во кој што јас се наоѓав, за да ме насочат кон нешто уште подобро. Во тој момент не го разбирав, ама сега сум многу благодарен. Бидејќи сега откровението за благодата расте постојано и непрекинато. Амен. Така да не се плаши од тие манецки корекции кои што Бог има во твојот живот, бидејќи се за твое добро. Се за твое добро. Така да јас верувам дека во се што се случува во твојот живот, биди човек кој што ги распознава нештата. Препознаја благодата. Ова е мала реклама за книгата, али препознавај благодата во твојот живот. Препознавај што прави Светиот Дух во тебе и не се бунтувај против тоа. Не биди бунтовник, не биди горделив. Всушност, гордоста и бунтовништвото се една иста работа, само изразот е различен. Човек кој што е горделив, тој секогаш ќе се бунтува. И човек кој што се бунтува, секогаш ќе завршува како горделива личност. Океј? Така да немој да бидеш таков. Него биди понизна личност. Препознавај ја Божјата благодат во твојот живот. Дури кога ти мислиш дека не е као што треба. Светиот Дух прави дело во тебе, што сега не го разбираш, али еден ден кој ќе застанеш овдека и ќе кажеш, Господи, фала ти. Фала ти што се соседлуваше за моje добро и за доброто на оние што се околу мене. Амен. Така да не се плашете луѓе, Бог е добар. Бог е добар. Прекрасен е Бог. Така да дури за некој кој што седи тука и вели, Зоран, како јас да го оправам мојот живот? Можеш да ми помогнеш? Ја лично не. Ја можам да те советувам. Можам да ти кажам добар совет, али твое е да се понизиш и да кажеш, Господи, смени го мојот живот, исфарбај мојата соба, исфарбај ги страниците на мојата книга, исфарбај го подот по кој што јас одам, смени го амбиентот во кој што јас живеам. И верувајте дека Светиот Дух сака, планира и може да го направи тоа. И веќе го знае резултатот. Веќе го знае резултатот. Затоа што знаете кој е неговиот резултат? Стабилна личност, духовен татко, духовна мајка. Океј. Амен. Амен.
Ја не знам за вие што чувствувавте додека пеевме, додека славевме. Ја едноставно се откачив или отидов некаде и само сакав да слушам, да ги слушам тие звуци, да ги слушам тие силни изрази на оно што Духот го правеше. И ја не знам за вас, али наистина многу силно ангелско присуство околу нас, многу силно. И јас верувам дека некој каже ја ништо не чувствувам. Океј, али почни да ги слушаш оние кои што знаат подобро од тебе. Оние кои што се веќе искусни или искусиле што тоа значи. Знаете, еден од најчестите прашања што луѓето ги имаат за мене или пак побарувања е велат: Зоран, моли се за мене да ги гледам ангелите што се околу мене. Наистина, значи каде да одам во било која црква, затоа што би што ќе им кажам, има волко ангели околу тебе, има вакви ангели, и луѓето викаат: дај јас одма да ги гледам. Или прашањето е: зошто јас не ги гледам? Или тоа е најчесто прашање. Може би одговорот е тоа што не сакаш да ги слушаш оние кои што веќе знаат како да го прават тоа. Може би тоа е одговорот. Може би треба да бидеш како учениците кои што беа поучувани од Исус, беа тренирани од Исус, беа тестирани од Исус, или коригирани, или дисциплинирани, и беа наградени од Исус. Океј, може би тоа е еден дел, каде што не само да кажеш јас сакам да гледам, него дај види, научи се од тој кој што знае и слушај што тој ти зборува, за да можеш и ти да растеш во тоа разбирање. А тоа што рековме на почетокот, тој што го сака знаењето, тој што сака да расте во мудроста, ќе биде награден. Но вели тој кој што се опира или тој што се спротивставува, тој е неразумен. И за жал има многу неразумни христијани денеска, кои што, или да кажам, горделиви, кои што не сакаат да учат. Така да јас и ти не сме такви. Амен. Ние сакаме да учиме. Океј, ајде станеме сите заедно. Ми спие Дарко, тебе те викам. Да доеш напред, да. И Зоц, тука ли е Зоц? Зоц спремен ли? Ки спееме една песна, и Вики. Не знам дали имате спремена песна, али една од тие обавите што ги пеевте. Али она што навистина за мене импресија денеска е дека пеевме песни, не знам дали ги приметивте, во секоја песна зборуваше дека Бог е со мене. И можеби оваа песна не е за секого. Подобро кажам, не му влие на секого. Ја, например, викам, да бе, Бог е со мене, зашо да не е? Додека некој тука вели, каде е Бог сега во сево ова? Каде е Бог? И така некојаш може да цела служба, да цело славење, цело пеење биде само за една личност. Да му зборува само на еден човек. И му кажува, не се секирај. Бог ти вели, јас сум со тебе. Помини оваа корекција, помини оваа дисциплина и не се разочарувај или пак не се откажувај. Така да ја верувам дека дури ако е само за една личност, јас сум благодарен. Јас сум, како да кажам, мило ми е. Дури ако е само за една личност, оваа цела служба, што некојаш би размислил дека е само за еден човек. Али како да ја верувам дека е за сите нас, да се охрабриме и да знаеме дека да останеме понизни и да останеме во таа благодат која што ни е дадена и да растеме во таа благодат. Ајде се молиме на кратко, јас ќе се молам за вас, пак ќе испееме една песна и ќе го славиме Господ на таков начин. Како што каже Илија, може да замижите, може да, ако ви е полесно, да ги изоштрите сетилата на Духот на таков начин. Свети Душе, фала ти. Фала ти за твојата потрага кон секој еден човек. Фала ти што си врз секој една личност. Зборуваш, сугерираш, објаснуваш и поучуваш. Свети Душе, фала ти што ниеден тука од нас не може да каже каде е Господ. Бидејќи ти живееш веќе во нас. Ти си во нас. За оние кои што верува, ти си во Него. И затоа, Свети Душе, јас ти благодарам што постојано сите работи ги подредуваш да содействуваат за доброто на оние што те љубат тебе.
Истина, фала ти за секој еден спасен човек во Македонија. Фала ти за секој еден човек кој што го бара Твоето царство и Твојата праведност. Фала ти за секој еден човек кој што те љуби Тебе, Господи Исусе. Фала ти за секој еден кој што се труди да биде пример, да биде татко на мнозина, да биде мајка на мнозина, да биде родител духовен на некого. И Господи, јас ги благословувам сите христијани денеска во Македонија. Едноставно го излевам таа благодат врз нив, да знаат дека највисоката цел во животот не е да бидат добри проповедници, добри самослужители, него да бидат духовни родители, духовни татковци, духовни мајки. И затоа, Господи, ја ги благословувам сите кои што те бараат Тебе, Господи Исусе, да те најдат, или прво да кажам, сите кои што Ти ги привлекуваш, да одлучат, да се понизат и да кажат: Исусе, Ти си Господ. Затоа го излевам тој благослов врз секој еден човек кој што наистина се мисли, се размислува. Дури за некој кој што е тука денеска, го адаптирам Твојот ум на Божите мисли. Ја му зборувам на Твојот ум, му пророкувам на Твојот ум да ги расчисти сите темници и да ги расчисти сите препреки и да се адаптира на Божиот начин на размислување. Татко, фала Ти во името на Исус. Фала Ти за Твојата прекрасна добрина во нас, кон нас, врз нас, околу нас. Те сакаме, Господи Исусе, те сакаме, Свети Душе, и те сакаме, Татко Небесен. Само Ти си достоен за чест и за фала и за слава. Само Ти. Амин. Амин.